Слушате програмата Клучови за деца. Преоптоварен, читај, кај Марко 6, стих 30 и 32. Дали сме речеси таму? Праша Ноел, со нетрпение, потпирајќи се напред од задното седиште на колата. Едвај чекам да пливам. Енеја, извика Камерун, додека колата заобиколи покрај кривината и се прикажа малата колиба. Тато се паркираше испред предната врата, а Ноел и Камерун помогаа да се распакува колата. Помалите деца се игра на улушките во дворчето, додека мама метеше и чистеше во колибата. Гладен сум, изјави Камерун, откако ја заврши нивната работа. И јас, рече Ноел. Мамо, кога ќе јадеме? Наскоро одговори мама, вадејќи надвор мелено месо, лепчиња и чипс. Таа го остави месото во тавата и ја вклучи ринглата. Потоа го вклучи апаратот за кафе. Сакате ли макарони со сирење покрај сендвичите? Предложи таа, додека вклучуваш уште една рингла. Веднаш изгаснаа светлата. Ох, не, извика мама. Сигурно прегорел осигурувачот. Тато стана и отида да најде кутијата со осигурувачите. Изгледа дека има премногу работи на една од струјните кола, рече тој, откако се врати. Ќе мора да исклучиме неколку светилки, кога ќе треба да окористиме шпоретот. Наскоро нивниот ручек беше спремен и тие седнаа да уживаат во него заедно. Убаво е, забавно, рече Ноел. Ова е нашиот прв вистински одмор по толку долго време. Знам, рече мама замислено. Тој преоптоварен осигурувач ме посетува на нашето семејство во последно време. Бевме многу зафатени, магајќи му на тато да ја отпочне новата работа. Исто така и со упредувањето на куќата. Потоа бевме зафатени со часовите по пијано, бейсбол лигата, домашните обврски и домашните задачи. И мислам дека и ние исто така станавме преоптоварени. Бевме толку зафатени што немавме толку време да поминиме заедно и да уживаме еден со друг. Тато климна со главата. Ајде да ги процениме нашите активности во текот на овој одмор и да видиме кои од нив би можеле да ги тргнеме од нашите распореди, предложи тој. Тато се сврте кон Камерун. Ќе може ли да ме подадеш Библијата од онаа таму полица, сине? Ајде, веднаш, да имаме семејна молитва. Тоа активност за која секогаш треба да одвоиме време. Добро, рече Камерун, носејќи ја Библијата. Тоа и часовите по бейсбол лигата. Но може да ги проскокнеме часовите по пијано, додаде тој со насмевка. И домашните задачи, тато се насмеа. Нема да може, рече тој. Ќе зборуваме за тоа подоцна. Дали си бил премногу зафаден во последно време? Направи список на работите што ги правиш и напиши ги прво најважните. Додади ја молитвата помеѓу првите работи на списокот. Заедно со поминувањето време со семејството, одморот и здравата исхрана, и не ја заборавај домашната задача. Погрижи се прво да ги завршиш тие работи. Ако немаш доволно време за на список, одлучи кој од нив да ги прескокниш или да ги направиш друг пат. Не дозволувај твојот распоред да биде преоптоварен. Исус ја препознал потребата за тивко време. Тоа и нам ни е потребно. Немој да бидеш премногу зафатен. Клучен стих. И Исус им рече: дојдете на осамено место и сами одморете се малку. Кај Марко 6, стих 31. Драг пријателе, ти благодарам што беше со мене. Ќе се видиме повторно утре на звуците од Радио Емануел, за да следиме нова поука.